Добар ден. Повеќе од очигледно дека јавниот обвинител Марко Зврлевски, наместо да ги испита сериозните индиции за тешкото кривично дело во кое што е инволвиран Никола Груевски, се трудел да сработи образложение со кое што ќе го амнестира Груевски од одговорност. Јавниот обвинител Зврлевски го оправда против законското посредување при примање на милионскиот подкуп со застареност. Со тоа, Зврлевски призна дека има кривично дело во случајот Македонска банка. Уште поважно, Зврлевски не негира дека постои кривично дело даночно затојување од 225.000 евра направено од страна на Никола Груевски. Обвинителот ја отфрла пријавата со оправдување дека немало докази за тоа дело. Тоа значи дека за Зврлевски аудиоснимката не е доволен доказ за постоење барем на сомнеж дека е сторено кривично дело даночно затојување. Како јавниот обвинител Зврлевски, без да ги повика и да ги сослуша учесниците во разговорот, дошол до овој заклучок? Зврлевски бил законски обврзан да ги сослуша и обвинетиот Никола Груевски и учесниците во телефонскиот разговор со кој што тој договара 1,5 милион евра кеш и подносителите на кривичната пријава. Не е точно дека има застареност на случајот Македонска банка. Груевски, според аудиоснимката, договорил 1,5 милион евра во кеш. Во тој период, кога според аудиоразговорот е договорена реализацијата на ратите, направени се измени во кривичниот законник со кој што е продолжено застарувањето на ова дело од 10 на 20 години, за што и за кој случај е предвидена затворска казна од 4 до 15 години. Исто така, Никола Груевски со непријавување на примените 1,5 милион евра во кеш избегнал плаќање на данок. Во образложението дека трансформацијата на капиталот во Македонска банка завршила во јануари 2004 година, обвинителството всушност и се пуштило во истрага. Затоа е нелогично отфрлувањето на пријавата од страна на обвинителот Зврлевски. Одлуката на јавниот обвинител Марко Зврлевски е скандалозна и срамна и е доказ дека во Република Македонија нема држава, туку се е партија. Со кое право сега јавниот обвинител ќе товари било кој граѓанин на нашава земја за сторено кривично дело? За целата јавност од вчера Никола Груевски е амнестирано, аболицирано и помилувано лице. Го повикуваме Груевски да одговори дали е негов гласот на аудиоснимката и дали тој ја договорил продажбата на Македонска банка. Во очекување на решението на основното јавно обвинителство, по неговото добивање, јавно го повикуваме Марко Зврлевски на телевизиска дебата, во која што тој со било кој од обвинителството ќе ги соочи аргументите со правниот тим на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која поднесе кривичната пријава за случајот Македонска банка. Така јавноста нека суди, има или нема кривично дело. Благодарам. Волете прашање? Може, секогаш. Владата денеска излезе со предлог одлука за 8 уставни измени. Не знам дали веќе ги слушнавте, меѓу нив е Народна банка во Банка на Република Македонија, членови на Судскиот совет наместо 8 да бидат 10, министерот за правда и председателот на Врховен суд за да не членуваат во овие тела и други од областа на финансиите, сработи се да се на однос на предложените уставни измени. Значи, не ги слушнавме предложените уставни измени, иако Република Македонија има многу посериозни приоритети, отколку да се занимава со каприците на Никола Груевски, например, борба со сиромаштијата, борба со невработеноста, иселувањето на младите од оваа држава. Тоа се многу посериозни проблеми што ги има оваа држава. Дали се планира нова лидерска средба Груевски заедно? Значи, ние веќе јавно соопштивме и повторуваме дека основен предуслов за почеток на било какви разговори помеѓу ВМРО и ДПМН на сите теми кои што Социјалдемократскиот сојуз јавно ги презентираше, представува формирање, односно договор за формирање на техничка влада која што ќе спроведе слободни и фер демократски избори.
Благодарам.